Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Ова е Јади Бурек, телевизија Сонце, секој ден од 20 до 22 часот, оди веќе подолго време. Подолго време имаме навистина многу гости во изминатиот период заради актуелната политичка ситуација во Македонија и заради тоа драго ми е што најголемата опозициона партија конечно прифати да гостува во мојата емисија. Гостин вечерва во студиото е Александар Николовски, подпредседател на ВМРО-ДПМН. Господин Николовски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата, поздрав за сите кои не гледат. Пред да почнам, морам егото да си го задоволам. Зошто толку време траеше бојкотот спрема мене и мојата емисија? Па, од мене лично немало бојкот. Изминатиот период имав и некои приватни обврски во кои што се договаравме за гостување, тоа ја завршија, па вечерва сум тука. Добро, моја да нанела со прстена рака сум така што. Честито нека ви видовме, благодарејќи на Facebook сите брцаме у туѓиот двор и знаеме што ви се случува. До година на повојница се вика по традиција. Господа вече. Добре дојдовте прв пат во телевизија Сонце. Имате поздрав од мојот газда Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски, ова е негова книга. Ви ја подарувам и од сега натаму ќе ми ја подарувам на секој гостин кој ќе дојде и на гледачите. Тоа ми е вака. Благодарам многу. За гостувањата. Почнавте кога се појавите вие на сцена, многу интересно ми беше што отидовте на места на кој просто беше незамисливо дека ВМРО-ДПМН ќе се појави. Се видовте со луѓе и разговаравте, па дури на еден Борија му се извинивте зошто бил бојкотиран, што у суштина, мислам дека лично он можеби не го заслужува, ама суштински разбирам дека кога не е во ред да има бојкотирање. Ако сакаме демократија, не можеме да ја глумиме со бојкотирање една или друга страна. Моја емисија од друга страна, например, од врвот на ВМРО-ДПМН беше бојкотирана последните 3 или 4 години. Не успеав да сватам зошто. СДСМ ја бојкотира веќе 10 години. Мислам дека од среда веќе ќе биде поинаква ситуацијата. И тоа ми е драго што може да се слушаат различните страни. Се надевам дека и во иднина, после вашето гостување, дека ќе дојдат и други ваши ценети колеги од партијата, каде што го очекувам Мицковски, сигурно дека ќе дојде, имам некои позитивни сигнали. Зошто ве повикав? Само кратко дека доколку ми дозволите. Да, како не, Прво ми е задоволство што ме поканивте, благодарам. Сме имале прилика и во минатото еднаш како пратеник сум гостувал, ова е втор пат. Во однос на гостувањето во медиумите, јас имав и имам личен став кој што е во континуитет од како се занимавам со политика, а тоа е дека политичарите не смеат да прават селекција на медиумите, освен она што се вика жолта штампа, каде што се навлегува во приватниот живот и Господин Николовски, извинете што ќе ми бидам и критичен и остар, ама испаѓа дека Зоран Заев успеа да ја сруши целата структура на ВМРО-ДПМН, онака силна, волјата на народот сосема сам и така натаму. Зоран Заев ја зајакна структурата на ВМРО-ДПМН, која што во овој момент имаше, ама пазете, он е премиер, он е на власт, вака или така, он и се што направи доби меѓународна поддршка. И впечатокот мој личен, а и на моите гледачи, е дека волјата на народот ја избриша. Да, вие може ќе добиете повеќе гласови. Може нема да добиете, може јас ќе се кандидирам, ќе добијам. Ама ништо нема да ми значи ако ја не добијам амин од одредени центри. Јас не мислам така. Мислам дека доколку граѓаните и дадат прецизна и силна поддршка на ВМРО-ДПМН, не ја зависиме утре од ДУИ или од Алијанса на албанците или од ДПА за формирање на влада, тоаш никој ништо не ни може. Имала ВМРО-ДПМН во минатото такви поддршки. Кога ќе добиете сериозен број на пратеници, преку 60, Господ да слезе, не може ништо да ви направи. И обратно, кога ќе дојдете на 0-0, тогаш судијата одлучува дали ќе свири пенал во 93-та минута или нема да свири пенал. Ние сега овдека се наоѓаме во ситуација каде што ни е потребна поддршката од народот. Јас сум убеден дека имаме и тоа ќе се покаже на следните избори, а Заев ќе се заврши на темната страна од историјата. Каква е ситуација во партијата? И идете ли на терен? Како е ситуацијата? Има ли незадоволство? Што се случува? Видете, ВМРО-ДПМН е најдемократска партија во државава и ние стимулираме и поддржуваме да нашите членови говорат гласно.
за разлика од СДСМ, каде што ако некој каже нешто спротивно од комунистите ми останато Бевте критикувани дека недемократски беше избран Мицковски. Па, јас нема се согласам со тоа, затоа што делегатите од цела држава гласаја, а по однос на демократијата ви кажав на почеток на емисијата, со промените на статутот кој што ги работиме сега, ние ќе сме прва партија кај што членовите на кутија ќе избираат функционери, што е највисок демократски чин што може да го направи една партија, за разлика од СДСМ кај што Заев лично ги поставува председателите на општински. Малце дефокусиравме од договоров. Ќе мора да направиме пауза, па ќе продолжиме со договорот, да не ги оставиме и овие интересни прашања. Почитувани гледачи, повторно назад во студиото со Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Генерално интервјуто и покрај додатоците и зачините малце со Луд Буковец од време на време се анализа на договорот кој Република Македонија го потпиша со Грција по прашањето за името. Во првиот дел идевме тие техникали и што како ќе се спроведува прашањето за референдумот, а сега суштинските оние работи кои највише болат и предизвикуваат најмногу реакција во јавноста, а тоа е прашањето по идентитетот и она што сме. Точно, сега одиме за таа работа. Прво во повторно хронолошки, во членот 1 став 12 вели следно. Името и придавките и терминологиите кои што се однесуваат на членот 1 од овој договор треба да бидат вклучени во уставот на втората страна. Пак втората страна. Промената треба да се случи анблок со еден амандман. По усвојувањето на тој амандман, името, придавката и терминологиите ќе се сменат во сите членови на уставот. Што значи секаде каде што има Република Македонија, ќе има Република Северна Македонија, секаде каде што има македонски, ќе има Северно македонски. Што е промена на идентитет, спротивно од ова што го зборува Заев. Затоа што не вели само името, туку вика и придавката и останатите терминологии кои што се користат. Каде? Во целиот устав. Значи вели, по усвојувањето на тој амандман, името, придавките и терминологиите ќе се сменат во сите членови на уставот. Директно читам во слободен превод од договорот. Продолжувам. Да ми го преводот мене додека читаш. Втората страна. Ти го читаш оригиналот. Да, еве го 13 гледајте. Да, ти благодарам. 12 се извинувам, Добро. Гледајте го. Понатака вели, втората страна ќе пристапи кон соодветна измена на нејзината преамбула, ставот 3, членот 3 и членот 49 во текот на процедурата за измени на уставот. Значи, што е овде проблематично? Покрај промената на името од Република Македонија во Република Северна Македонија и секаде онаму во сите членови од уставот каде што пишува македонски во Северно македонски, ќе се смени преамбулата која што ја дефинира државноста на Република Македонија и да е најтрагично никаде во договорот не пишува како. Значи и веројатно има таен договор за тоа како ќе се смени преамбулата, кој што ќе е бонус изненадување кој ќе ја менуваат. Извини, дали знаеш како сега гласи преамбулата? Навистина не знам ја точно. Како не знам. Во преамбулата се повикува на историскиот континуитет на македонската држава, почнувајќи од Илинденското востание, од луките на Асном и така натака, да не ја цитирам цела. И ова ќе треба да го сменим. Да. Предпоставувам дека ќе треба да се брише и Илинденското востание за тоа што е втората на страна ќе пристапи кон усвојување на соодветни амандмани на преамбулата, член 3 за да знаат граѓаните што се член 3 и член 49. Добро. Член 3 се однесува на територијалната целовитост на Република Македонија, каде што пишува дека територијалната целовитост на Република Македонија е неповредлива и непроменлива, истата може да се промени со одлука на собранието со двотретинско мнозинство. И што ќе менуваме ние тука? Па предпоставам дека
ќе напише дека не може да се менува, што значи за век и веков да се пресече она историска, тоа не се вика идентизам, тоа се вика желба, историска желба на македонците и на сите кои што се бореле за Македонија, а се бореле за обединета Македонија. Не се бореле за Северна Македонија, се бореле за обединета Македонија. И членот 49, кој што се однесува на заштита на националните малцинства во суседните држави, каде што со овие промени веќе нема да смееме да ги штитиме, што значи дека она што јас го правев во Страсбург, каде што напишав писмо до сите земји членки и до председателот на мониторинг комитетот, која барав општина Пустец да се задржи, Албанија донесе закон со кој што не смееше да има општина испод 10.000 жители, Пустец е 5.300. И јас силно се активирав, лобирав Советот на Европа да изврши влијание и притисок врз Албанија, да заради националната посебност на македонците општината се задржи и Советот на Европа го направи тоа. Значи има и друг начин. Димитров еве нека излезе, нека каже на едно место кај излобирал за ваква работа. Да, има една таква работа, тоа беше овдека. Ова беше вашето лобирање, така? Тоа е претседавањето во Страсбург на македонски јазик, а лобирањето е тоа последното. Така. Ова е што го лобиравте за за македонците во Албанија да продолжат да имаат своја Николовски општина. бара од ПССЕ да ја зачува единствената македонска општина во Албанија и таа беше зачувана. Точно. И сега После реакцијата. Сега ќе биде? Сега нема смеам да оправам тоа, затоа што ќе се промени уставот и ќе е кривично дело доколку го правам тоа. Значи, од една страна јас го правам тоа и ги штитам, од друга страна Никола Димитров и Зоран Заев го бришат. Па еве, нека ценат граѓаните кому, што и зашто даваат доверба. Одам на најбитното се. Малце забрзувам заради времето. Време имаш колку сакаш? Одлично. Член 7. Член 7, еве ќе ви го давам и вас на македонски да видите како е преведено. И член 8, двата се битни. Еве го едното, еве го другото. Имам подвлечено со жолто. Ја ќе те замолам копија да ми оставите ова за идните гости. Сигурно ќе сакаат да коментираат. Член 7. Став 1. Страните признаваат дека нивното разбирање на термините Македонија и македонски се однесува на различен историски контекст и културно наследство. Значи, ние не ќе престанам да велам ние затоа што јас не се слагам со ова. Значи, Заев и Димитров се слагаат дека Македонија и македонски имаат различен историски и културен контекст и наследство во Македонија и во Грција. Сега, како го објаснуваат тоа? Кога се однесува на првата страна, се мисли на Грција, тогаш овие термини не се исклучиво ограничени на областа и луѓето кои што живеат во северниот регион на првата страна, се мисли на Егејска Македонија, туку исто така на нивните атрибути, како и хеленската цивилизација, затоа на почеток на емисијава реков внимавајте кој име го користат. Значи не го користат Грчка, Грис, Грик, го користат Хеленик Репаблик, а нашиве фалсификуваат во превод и пишуваат Грција и кога ќе го прочитате не, овде стои елинската цивилизација. Тука е коректно преведено, ама на почеток не е коректно преведено, за не може да се врзи едното со другото, а целта овдека е да се врзи едното со другото. Значи толку интелигентно тогаш го смислили. Па ви кажав, 60 меѓународни експерти и адвокати го работеле ова грчки. Алал да име. Видете, ако го гледате договоров од грчка страна, алал да име. И јас се слагам со вас. Значи тие за нив направиле одлична работа и треба им се честита. Токму тоа сакам да го кажа. Алал да име на грците. И на Ципрас, да не бев јас македонец, да бев италијанец, ќе им честитав каква работа завршиле за себе. Во право сте, продолжи. Сега, вели, уште еднаш. Вика, не се однесува само на ова со областа е многу битно заради следното во ставот 3. Само на областа и луѓето кои што се од северниот регион на првата страна, туку исто така на нивните атрибути, како и хеленската цивилизација, историја, култура и наследство на тој регион од антиката до денешниот ден. Запамтете две работи од ставот 2. Од антиката до денешниот ден, три работи се извинувам, хеленската цивилизација и областа. Ајде да го споредиме сега со ставот 3 кој што се однесува на нас. Кога се однесува
на втората страна, се мисли на Македонија. Овие термини означуваат територија. Територија е еднаква на држава, а област не е еднаква на држава, област е нешто кое што може да се простира и на повеќе држави. Значи го ограничуваат македонскиот идентитет исклучиво на 25.713 км2, колку што е во моментов Република Македонија. Територија, јазик, луѓе и нивните атрибути со нивна собствена историја, значи се нагласува собствена, own, култура и наследство, значајно различни од оние кои што се однесуваат под член 7 став 2, се мисли на претходниот став. Значи, според тоа, Грција има право на наследство, историја и култура од антиката до денес. Не се ограничува само на собствената територија, туку вели целата област, а ние сме нешто вештачко според ова, кое што се создало на точно определена територија, која што се поклопува со државата, има собствена историја, која што е значајно различна од историјата која што се однесува од антиката до денес, малце покултурно напишано, Тито ве создаде. Овде она што ни го зборуваат како пропаганда пред се бугарите. Вие сте вештачка нација и имате вештачки јазик создаден од Тито. Потврдено. Заев и Димитров го потпишале со малце покултурен речник. Добро. Понатака, вели. Втората страна признава дека нејзин официјален јазик. Што значи официјален? Ова е многу битно. Тоа значи дека утре, доколку нема македонска држава, нема веќе македонски јазик. А ние сме свесни дека има јазици кои што немаат своја држава. Има каталонски јазик, а нема Каталонија како независна држава, например. Добро. Значи, ние утре да влеземе во некој сојуз, нема веќе македонски јазик. А мора да ги гледаме договори унапред, можеби за 200-300 години, ќе решат некои овдека да влезат во сојуз со некој друг. Значи, вели, нејзиниот официјален јазик, македонскиот јазик, е во групата на јужнословенски јазици. Значи, она што го вели Заев дека е гарантиран јазикот, не е затоа што велат дека е официјален, или, како што велат бугарите согласно уставот на втората страна, значи овде има поклопување, и е од групата на јужнословенски јазици. Значи, бугарите се во право кога викаат ова е крај на македонизмот. Па, за жал да. Тешко ми е да го кажам ова, но согласно ова што го потпишуваат Заев и Димитров, да. Страните исто така нотираат дека официјалниот јазик и другите атрибути на втората страна на ниеден начин не се поврзани со античката хеленска цивилизација, историја, култура и наследство на северниот регион на првата страна. Ова знаете што значи? Дека нашите кои што зборуваат македонски јазик, македонците кои што зборуваат македонски јазик во Егејска Македонија и на кои што им беше забранувано да го зборуваат македонскиот јазик, уште од диктатурата на војната хунта во Грција, па до денес се ставаја по затвори, им се одеше под прозори да ги слушаат дали зборуваат македонски јазик или не, сега со подпис на премиерот и министерот за надворешни на државата, која што се вика Македонија, веќе не смеат да го користат јазикот. Тоа значи ова. И затоа на почеток на емисијата реков, кои ќе го слушнат... Не знам, ова ќе ми треба дополнително. Граѓаните... Мислиш дека нема да можат... Веќе ви го прочитам уште. Нема да можат... Вели. Значи, чекај, нема да можат, например, втората страна. Егејците нема, македонците од егејскиот дел на Македонија не ќе смеат да говорат... Доколку говорат на македонски, ќе треба да велат дека говорат на нашки, како што за жал велат сега заради забраната, нема да можат да велат дека говорат на македонски, затоа што македонски согласно член 7 став 4 е само официјален јазик на Република Македонија, односно согласно договоров Северна Македонија, и истиот на ниеден начин не се однесува на античката хеленска цивилизација, историја, култура и наследство на северниот регион на првата страна. Северниот регион на првата страна е Егејска Македонија. Значи јазиков не се однесува на Егејска Македонија. Чија историја од антиката до денес е поврзана, точно. Тоа значи ние сега сме измислени. Она што го кажав претходно, со малце покултурни зборови се потврдува вие сте вештачка нација и вештачки јазик. Продолжувам понатак. Член 8. Сега членот 8 што е? За да не е само зборови, грците, 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 за да не е само зб
направиле член во кој што ги материализираат работиве, затоа што вие можете што сакате да подпишете, ако нема начин како ќе се реализира тоа, е празно слово на харти. Сега слушате како ќе И го тоа би реализират. било прилично лукаво. Ги навлекуваш, ги натеруваш да подпишуваат, те оставаат, ама ние пак трај со некои троштина да Сега, отидеме. за да нема трај прај, си го ставиле членот 8. Што вели членот 8? Вика вака, став 2. Во рок од 6 месеци, значи јасен рок ставаат, по влегувањето во сила на овој договор, втората страна ќе го разгледа статусот на спомениците, јавните згради, значи изгради, и сите инфраструктурни објекти на нејзината територија, и доколку некој од нив на било кој начин се однесуваат на античката хеленска историја или цивилизација, која што представува интегрална компонента на историјата, на историското и културно наследство на првата страна, треба да преземе соодветни мерки за корекција, кои што треба да го адресираат ова прашање и да овозможат почитување на прикажаното наследство. Значи, во рок од 6 месеци преводот вели влегување во сила спогодба, втората страна ќе го приспита статусот, ја преводот го читам, спомениците, јавните згради, инфраструктурата на нејзина територија, доколку истите на било кој начин упатуваат на античка елинска историја и цивилизација, што представува составен дел од историското и културно наследство на првата страна, ќе преземе соодветни корективни действија со цел делотворно да го разгледа прашањето и обезбеди почитувањето на таквото наследство. Значи, се што нив ќе им се види, ние да напишеме дека е ова грчка цивилизација. Тоа го толкува Заев, јас ова го толкувам дека ќе треба да има отстранување. Например, на порта Македонија има носи од Егејска Македонија, го има сонцето од Кутлеш. Согласно ова, јас како го читам ова, ќе треба да бидат во рок од 6 месеци отстранети. Па и символов на нашава телевизија. Апсолутно. Но продолжувам, има се уште. Значи ова не е се. Тоа е член 5. Не, продолжувам член 8, став 3. Став 3. Втората страна не треба повеќе. Нема повторно овде вика. Добро. Оригиналот е не треба повеќе. Not use again, in any way, на било кој начин, и во сите нејзини форми, да го користи символот прикажан на нејзиното поранешно национално знаме. Значи, се забранува секакво користење на сонцето од Кутлеш. Во рок од 6 месеци, да, точно, за тоа зборувам. Во рок од 6 месеци, се уште сте во рокот од овие 6 месеци, од влегувањето во сила на овој договор, втората страна ќе пристапи кон отстранување, ремувал на македонски значи отстранување. Да ми е 11-та страна. Во тројката, тука треба да гледате, ќе пристапи кон и се 11-та страна ми треба. Ете. Благодарам. Отстранување на символот истакнат ќе пристапи кон од сите јавни места и од јавна употреба на нејзина територија. Археолошките артефакти не спаѓаат во опфатот на оваа одредба. Но јавни места, на пример, јас сум од Охрид, знам неколку цркви каде што го има овој символ. Цркви се јавни места, не се археолошки наоѓалишта. Значи ние сега треба да влеземе во црквите и да копаме. Односно Заев и Димитров, еве да не користам ние, ќе треба да влезат во црквите и да копаат согласно ова што самите го подпишале. Продолжувам, се уште има. Секоја страна има два многу интересни зборови употребено, а јас се ги објаснам. Треба да ги следи препораките на Конференцијата на Обединетите нации за стандардизација на географските имиња, поврзани со употребата на официјалните географски имиња и топоними на територијата на другата страна и да дава приоритет на употребата на ендоними наместо екзоними. Ево преведам на македонски, вака пошто убави зборови си. Значи ни рекоа да смееме да користиме ендоними наместо екзоними. Екзоними е ендоними прво. Ендоними е официјално име на било кое место на јазикот кој што е официјален во таа држава. Например, ние го викаме Белград, србите го викаат Београд. Ендоним е Београд, екзоним е Белград. Ова значи дека ние нема да може да користиме Солун, туку ќе треба да користиме Тесалоники.
нема да може да користиме кукуш, ќе користиме киклис. И сега што е тука нетрагично? Белград од секогаш било така. Овде промената е вештачки правена со закони кои што ги има носено грчката држава помеѓу двете светски војни и по Втората светска војна по протерувањето на македонците, каде што до најмало местенце му е променето името, каде што не можеле да измислат име, го користеле македонското име, само додавале придавка грчка за да се смени карактерот. Како србите ќе ги натерат Солун да не го викаат Солун? Србите ќе си го викаат Солун, ама македонците ќе го викаат Тесалоники согласно овој договор. И што е најтрагично со овој договор, и во делот на употреба на јазикот, односно забраната за употреба на македонски јазик во Егејска Македонија, и во делот на користењето на имињата на топонимите и географските одредници, Македонија, односно Заев и Димитров, се согласиле со експанзионистичката грчка политика и им се подпишале. Продолжувам, има уште. За да не е ова пак празно слово на хартија, слушајте што ќе прават. Во рок од 1 месец, значи тоа може да биде уште месец август, по подпишувањето на овој договор, односно договорот ако се подпиша, значи тука не вели ни постапувањето на сила на овој договор, по подпишувањето. Договорот се подпиша на 17 јуни, значи до 17 јули треба да биде формирано ова што ќе прочитам. Страните ќе воспостават врз основа на размена на дипломатски ноти заеднички интердисциплинарен комитет на експерти во однос на, внимавајте, историја, археологија и научни прашања, за да ги разгледа објективните научните интерпретации на историските настани, базирани на автентични, врз основа на факти и научни историски извори и археолошки наоѓалишта. Со други зборови, комисија која ќе проценува што треба да се менува, што треба да се... Цело ќе го исчитам. Вели, работата на комисијата ќе биде надгледувана од министрите за надворешни работи на страните, значи од Димитров и Коцijas, во соработка со други надлежни национални авторитети. Истата треба да бара соодветна ревизија на било кој школски учебник или школски помошен материјал, како што се мапи, историски атласи и други научни материјали, кои што се во користат во некоја од страните, во согласност со принципите на УНЕСКО и Советна Европа, и на тој начин комисијата треба да воспостави јасен таймтейбл, односно временска рамка, која што треба да осигура дека било која од страните во нејзините учебници или помошни материјали во употреба 1 година по подпишувањето на овој договор нема да содржат било какви иредентистички или ревизионистички референции. Да преведам. Следната школска година, не оваа сега што почнува од септември, другата, ќе треба да бидат сите учебници по историја и по географија променети и да се избрише се што не е на територија на денешна Република Македонија, затоа што ќе се смета за иредентизам и ревизионизам. Значи, нема смеат децава наши да учат дека Гоце Делчев бил роден во Кукуш, дека ВМРО било основано во Солун, дека светите Кирил и Методи се родиле во Солун и оттаму ја почнале својата активност, дека Чакаларов водел восстание во Костурско, дека имало граѓанска војна во Грција, дека имало балкански војни на тој дел и така натака и така натака. Сето тоа ќе треба да биде променето во рок од 1 година, односно со следната школска година, што става печат на претходниве работи кои што се однесуваја на употребата на јазикот и кои што се однесуваја на употребата на топонимите, што според мене е најголемиот проблем во овој договор, затоа што, финализирам, комитетот ќе се состанува редовно, најмалце 2 пати годишно, ќе поднесува годишен извештај за своите активности и препораки, кои што ќе бидат усвоени од Високиот совет за соработка, кој што ќе биде воден од двајцата премиери. Јасно. Значи, оваа книга која што ја покажавте, ќе треба прво да ја пуштат да ја одобрат Заев и Ципрас, па после би се испечатила или не. Значи, тоа е она цивил што најави дека од сега натаму ќе лови говор на омраза, ова ќе биде ставено во иредентизам и говор на омраза. Точно. И секој што ќе збори за...
те молам, иди сега во интерес на времето, сакам повеќе да го образложиме делот за идентитетот. Дали, значи, она прашање кое го поставуваат гледачите, а до кои сами дошле до заклучок, е дали ќе бидеме ние македонци, северно-македонци или граѓани на Северна Македонија? Трите. Значи, јасно пишува во Вау, договорот. сега ме убиу да ти кажам, ова клизачи беше. Очекував да ми кажеш нешто ова или она, ама сите три одеднаш. Што значи тоа? Сега ќе ви прочитам И да ми го преведот ако го имаш. За да не е толкување. Треба да се вратам назад во членовите затоа што одев член по член. Извини, вака, нема проблем. Вели. Веќе поминавме сат и 35 паса, а ова ми е најважното што сакам да го. Ова е Б. Поедете Б, гледајте го. Добро. Став 1 под Б. Како е преведено таму? Ај прочитете го вие прво. Државјанство на втората страна ќе биде македонско Тука е големата лага. Граѓанин на Република Северна Македонија. Вака овде пишува. The nationality. Значи, сите кои што знаат англиски, Стани да зумираш. Кажи го. знаат дека nationality не е граѓанство. Граѓанство е citizenship. Тоа е овдека. Да. Тоа Ова се е тие преводот? манипулации со преводот кој што ви кажувам. Добро. А преводот, овој официјално го симнав од Собранието на Република Македонија како владата го имаше доставено. Значи треба да го фатиш. Државјанство. Покажи го овдека на Тука се оригиналот. користи државјанство, а тука се користи nationality. Еве. Добро. И ниједна манипулација не поминува. Во Иди гледав на ова Димитров заокруженото. објаснуваше дека nationality значило државјанство. Димитров беше амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски држави. За да бидете негде амбасадор мора совршено да го познавате јазикот. Тој совршено познава англиски јазик и знае дека лаже. Значи вели, Ама што значи ова македонско тире граѓанин на Република Северна Македонија? Значи државјанството ќе биде македонско. ма нема да е државјанството, тоа е проблемот. У преводов, едно е у преводов, друго е у Значи, ова. државјанство да го видам јас оригиналот. можам да бидам утре државјанин на Франција. Има процедура како се стекнува државјанство. И секако, Покажи ми го. Затоа што За кој зборим? не сум За ова. французин, јас ќе бидам граѓанин на Француската република. Но тоа нема ме направи мене француз. Нели ова се однесува, на пример, ние што се осеќаме како македонци да бидеме македонци, тире се остава простор Така лаже за. граѓанин за Република. Ја се извинувам сега, ја само анализирам, не лажам, ја само зборам на прва топка што ми доаѓа. Тоа е големата лага на Заев. Која што е спротивно на ова што е потпишано, ама има уште, не е само тоа. Да. Ако ми дајете. Значи прво вика тука. Shall be Macedonian, коса црта citizen of the Republic of North Macedonia. И истото вика ќе биде регистрирано во сите документи за патување. Сега. Ајде да видиме дали во мојот пасош ќе стои Понатака. македонско државјанство. Јас претходно Чекај да го видам ја мојот Еве пасош. сега ќе ви прочитам Случајно го повторно. носам. Да видам како ми е ставено. Да, ве молам, читај. Да. Ќе продолжам, ќе се вратам односно на Да, на државјанство ми стои македонско Macedonian во моментов. во моментов. Да. Сега ќе ви стои граѓанин на Република Северна Македонија. И сега премиерот вели дека сепак ќе ми стои ова. Што значи тоа македонско тире Во моментов, ова што го читате вие, не моју камера, имам лични податоци. е манипулација која што исто Ти чити така... го, не си Значи, у камера. државјанство не се преведува nationality, тоа ви преведувам. Тоа ви велам, државјанство се преведува citizenship. Аха. Што значи малце подолго е спремана работа. Она што го кажав претходно е дека со промената, сакам да го прочитам уште еднаш делот кој што се однесува на промената на Уставот. Само момент да го најдам. Ево. Вели, став 1, точка 12. Името, придавките и терминологиите,
кои што се однесува на став 1 од овој договор, ќе бидат вградени во уставот на втората страна. Измената ќе се направи анблок со еден амандман. По усвојувањето на тој амандман, името и терминологиите, значи не пишува само името, ќе се сменат во сите членови на уставот. Тоа значи дека секаде каде што е Република Македонија, ќе е Република Северна Македонија, секаде каде што е македонски и македонско и така натака, ќе е северно македонско. Еве јас една работа ќе кажам ексклузивно овде, затоа што горе-долу завршив со објаснувањето. Имам уште една работа која што е многу битна за неотповикливоста, ќе ме ставите на крај да ја кажам. Добро. Знаете дека имаше голем оптимизам некаде во месец мај, па после тоа имаше Илинденска Македонија, па тоа пропадна, па требаше да се слушна за една нела, па слушањето се одлагаше. Еве јавно фрлам ракавица до Димитров и до Заев да и прашам дали одлагањето беше затоа што грчката страна барала придавката да се користи секаде. Кога велам секаде, мислам на именување на сите државни институции, но и институции кои што не се формирани од државата. Како црква. Како црквата, како Македонската академија на науки и уметности, како спортски клубови, невладини организации и така натака. На почеток Заев и Димитров тоа не го прифатиле, но на крај го прифатија и го има во договор. Еве нека ме демантираат, ако не е така, а ја ќе ги демантирам со тоа што им го прочитам договорот. Значи, целта на Грција е целосно промена на идентитетот и на јазикот на овој народ кој што живее овдека, со цел, знаете која е нивната идеја? Тие велат, тоа е уште од Мегали идеја од Венизелос, кој знае малце историја го знае тоа. Тие велат, природната територија на која што живеат грци е Пелопонес, Епир, Тесалија и Македонија. На дел од територијата на таа Македонија дошле некои натрапници, Словени, во 7-8 век, се населиле, буквално ги чувствуваат како натрапници, и сега што ја прават, се населиле, тука се, ама тие нема ништо со таа работа затоа што се натрапници. Па овој го кажувате Киро Глигоров 90-ти години. Ние ништо немаме со Александровата Македонија. Точно, ама ние сме единствени кои што го задржале името. Ако сме немале, зашто би го задржале името? Овој договор ги легализира правно, затоа што овој е меѓународен правен договор, овие грчки тези кои што траат повеќе од 200 години и за кои што генерации и генерации македонци гинеле. Тоа направија Заев и Димитров. И последното кое што сакам да го кажам, кое што по мене е многу битно, иако е во завршни одредби. Член 20, еве ќе ви го дадам и на вас. Дај ми го целиот превод. Да, еве, погледате. Одете на член 20, тоа е на крајот, скоро на крајот. Точка 9, во член 20. Добро. Малце понапред. Не, понапред. Тоа е се техничките работи. Уште малце понапред. Другото. Добро. Ќе го најдам. Читајте го. Ете го член 20. Да. Одете на 9. Точка 9. Добро. Одредбите од овој договор ќе стапат во сила на неодреден период и време и се неотповикливи. Никакви измени на овој договор содржани во членовите 1, 3 и 1.4, ова се однесува на име и националност, не се дозволени. Значи, овој договор стапува на сила и важи на неодредено време, значи за секогаш, и истиот не може да биде отповиклив, односно е irrevocable, се користи на англиски, односно е неотповиклив. Во меѓународно право вакво нешто? Вакво нешто, мислам дека ова ќе се учи во учебници по меѓународно право, затоа што не верувам дека има повеќе од 1-2 случаи. Значи е неотповиклив овој договор. Значи го потпишаја и сега не може да се отповика договорот.
Тоа успеа да го обезбедат грците за себе. По 10 вели дека оваа спогодба ќе биде регистрирана во Секретаријатот на Обединетите нации во согласност со член 102 од Повелбата на Обединетите нации веднаш што влезе во сила, што значи ќе се ратификува во Обединетите нации. Ова се работите кои што јас сакам вака ексклузивно да ги споделам кај вас, кои што мислам дека ќе отворат една нова светлина на целата оваа работа и ќе покажат колку е ова еден капитулански договор и колку е договор кој што е најлошото нешто што можеше да се случи на Република Македонија и затоа ставот на ВМРО-ДПМН, а и мој личен е ваков каков што е, затоа што ова е национална катастрофа, а национална катастрофа не може да се оправда со никаков друг бенефит, без разлика колку е тој стратешки значаен за било која држава. Затоа што национална катастрофа е трајна категорија. Да не зборувам што вие се толку неспособни да не во НАТО, во 10 НАТО да влезат, економски ќе пропаднат, излегојаве ги денес бројките, нема да успеат третина од буџетот да го потрошат, што значи главно градежништво и останати сектори, едно пола од работниците ќе ги избркаат од работа следниве месец-два. Толку ги бива за економија, ама тоа е друга тема, да не фокусирам од ова, но поентата е дека ваков договор, ваква национална катастрофа, држави кои што војни губеле, не подпишувале. Да ги земеме ние договорите за капитулација на Германија во Прва и во Втора светска војна, или на Бугарија во Балканските војни, подостоинствени се од ова што го имаат Заев и Димитров подпишено. Велите дека постои начин ова да се спроведе? Што ако, например, се смени власта, вие дојдете на власт и не ги спроведувате овие? Што ќе се случи? Ние не само што нема ги спроведуваме, туку ќе, ако грците ангажираат 60, веројатно ние ќе ангажираме 120 меѓународни експерти, значи само правна битка може ова. Затоа што за оваа работа нема ни цена, нити пари треба да се штедат. Има места кај што треба да се штедат пари, но не за ова. И ќе се обидеме да направиме ревизија на сето ова. Затоа што ако добри правници ова го напишале и добри експерти по меѓународно право, уште подобри правници и експерти по меѓународно право можат да најдат одговор на целата оваа работа. Значи луѓето да не ги фаќа очај. Па јас кажав и на почеток на емисијата, секогаш кога ВМРО-ДПМН е на власт, работи во интерес на Македонија и македонскиот народ, сме го докажале тоа и ќе го докажуваме. Но Обединетите нации, севкупната јавност, не ми идете само со она, комшиите ве чуле дека се смириле, па ви честитале. Го поздравија овој договор. И добија несмислена, недвосмислена поддршка на ова што е подпишано и направено. Уште една работа, ќе кажам ексклузивно. Како после сево ова, ќе убедите јавноста, пупу, не се важи, ние 10 години чекавме, ние не успеавме да направиме договор, Македонија сега ќе влезе во НАТО и што ти ја знам, Боријан Јовановски објави, готово 30 членка сме. Како ќе успееме повторно, ќе излеземе крајно несериозно, ние со секој менување влада, да имаме радикално менување на не политички дискурс, не знам како да го кажам, национален, идентитетски. Кажавме доста ексклузивни работи во оваа емисија, ќе кажам уште една провокација до Заев и до Димитров. Јас сум убеден, а не само што сум убеден, туку имам информација, дека да запнеле Заев и Димитров, промена на уставот немало да има. Затоа што комплетно или биле уценети од грчка страна, или ја промашиле проценката, од причина што како се развиваше работата и како се создаваше вештачки една позитивна атмосфера на очекување, многу актери од меѓународната заедница станаа свесни дека доколку нема договор ќе има големо разочарување на двете страни. И биле спремни и се организирале, ова ми се извори од сериозни држави, да вршат сериозен притисок врз Грција, да прифати да нема промена на македонскиот устав и да нема чепкање во идентитетските прашања. Но тоа не го направиле, затоа што Заев и Димитров го подпишаа ова и не побарале таква работа. Еве нека ме демантираат ако не е така. Председателот Иванов беше категоричен дека... Значи, само да заклучам овде. Да? Тоа значи дека ние да имавме способен премиер и министер за надворешни работи, може би пак ти имаше договор, ама ти беше многу подобар од овој. Заради контекстот кој што се претходно овие 10 години не успеа ВМРО да помине? Од две причини.
Првата причина е што ВМРО-ДПМН никогаш не се слагаше со капитулантски договори, кои беа нудени лоши договори, како овој. А втората, во однос на меѓународната заедница, имаше констелации кои што ние не смееме да ги заборавиме. 2008 година се случи што се случи. После тоа почна светската економска криза, каде што Соединетите американски држави имаа главоболки дали ќе им обстои автомобилската индустрија и воопшто индустријата, и имаа главоболки дали ќе обстанат како држава, не се занимаваат со Македонија или со Грција. Како заврши таа криза, почна европската должничка криза, па како заврши таа криза, почна бегалската криза. Овие 2 години, за жал во моментов за среќа на Грција, затоа што тие искористија, се први 2 стабилни години после 11 години на светска сцена. И клучните светски луѓе можеа да се посветат на ова. Неспособност и крај на материзам или можеби уценетост на Заев и Димитров е што не го искористија тоа македонска полза. Председателот Иванов цврсто застана дека нема да го потпише, нема да го ратификува овој договор. Верите дека по процедура ќе го вратат уште еднаш и така ќе го стават на сила по второ гласање. Можат ли дали можеше тоа да биде сменето ако пратениците на ВМРО-ДПМН дадоа оставки од парламентот и започнеа процес за предвремени парламентарни избори? Има ли некоја друга алтернатива освен оваа за да се спроведе ова? Видете, ние ги разработувавме сите сценарија. Знам дека кога некој гледа од страна му изгледат работите лесно. Тоа е како фудбал да коментирате, се актуелно е, па велите зашто не му подаде лево, му ја даде десно. Во однос на оставките, има 2 работи. Прво ќе објаснам политичката, после процедуралното. Треба да се свесни овие граѓаните кои што не гледаат, дека ВМРО-ДПМН стоело, стои и ќе стои на браникот на македонските национални интереси, но да за го прави тоа, мора да е релевантна политичка партија. За да е релевантна политичка партија со која што ќе сакаат да комуницираат и меѓународната заедница, и исто така оние кои што внатре од државата ги носат одлуките покрај политичките партии, истата мора да е институционална. Ние секогаш нашите активности ги носиме до работ, но никогаш не го поминуваме. Затоа што алтернативата е ВМРО-ДПМН или да не постои, или да е во опозиција 15 години. А за 15 години и полоши работи од овие ќе направат, може и кантонизација да направат. Затоа што нас не ни се веруваше и ваква работа дека ќе потпишат, па потпишеа. Утре нема ни се верува кантонизација дека ќе направат, ќе ја направат. Час поскоро, не затоа што сум подпредседател на ВМРО-ДПМН. Кантонизација го извади прв пат зборов вечерва овде. Јас мислам дека ако Зоран Заев и Димитров останат на власт, тоа е следниот чекор. Гледате, они сакоја игра играт. Нивната главна игра сега не е референдум или не референдум, договор или не договор. Нивната главна игра е да се оцрни ВМРО-ДПМН, раководството да биде прогласено за радикали, затоа ни пуштаат луѓе да го фарбаат штабот, за да изгледа, иначе да кажеме ексклузивно, се работи за членови на една навијачка група, спортска, од еден клуб финансиран од општина под водство на СДСМ. Кошаркарски клуб. А ако полицијата за 2 дена... Уште малце попрецизен вака. Колку можеш биди? Знам дека управни... кажав уште еднаш. Ја веќе ми е јасно. Се работи за членови на навивачка група на Кошаркарски клуб, кој што е финансиран од градоначалник, кој што е предложен од СДСМ. Доколку полицијата за 2 до 3 дена... Во Скопје? Да. Доколку полицијата за 2 до 3 дена не излезе со податоци, ние ќе излеземе со податоци и ќе мораме ние да си преземеме чекори, затоа што треба да си ја штитиме партијата. Но, да се вратам на поентата. Заев сега и Димитров би биле најсретни да се ВМРО радикализира, да биде ВМРО исклучено од Европската народна партија, да биде ставено водството на ВМРО-ДПМН на црна листа на Европската унија и Соединетите американски држави и тие овдека да се имаат пашалак. Ама тоа задоволство нема да им го овозможиме. Затоа игравте така силно на страна, па доживеавте и критики, бидејќи не знам како е лично на терен, но го чувствувам на социјалните мрежи.
се повеќе движења Русија, Путин, Македонија, спас, православие и така натаму, таа реторика, некои маргинални мали партии и се подкачија, тие се и дел од протестите. ВМРО ДПМН не влезе во тоа, ниту сака да влезе. Имате ли некакви контакти, еве конкретно и со американците, како они реагираат спрема вас, како реагираат и Русија конкретно? Дали Русија има некаков интерес да овој договор успее или не успее и вис верса, Соединетите Американски држави? Овие ни се двете најбитни земји кои ние ги муабе. Знам дека треба да ги разграничиме работите. Една работа е какви односи ние имаме со одредени држави. Втора работа е какви политички партии се формираат. Јас ги почитувам сите политички партии, секоја си има програма, ќе излезат на избори, ќе видат граѓаните што мислат, и во тој дел немам намера да осудувам ни една политичка програма и ни една политичка партија. Тоа е слободен надпревар, секако доколку не се залагаат за тероризам или за уништување на државата, сето останато е слободен надпревар, и јас почитувам желбата на секој политичар да си окаже своето мислење и да си побара подршка од граѓаните. Во однос на односите со најголемите сили, јас мислам дека ние мора да имаме односи со сите, но исто така, и стојам на тоа, сум го кажал и претходно, ние мора јасно да знаеме каде одиме. Ние сакаме да бидеме членки на Европската унија и на НАТО, и тука не ја прифаќа манипулацијата на Заев, дека мора да потпишеме капитулански договор, да се одродиме, да смениме име, да промениме јазик и националност, за да станеме членки на НАТО и на Европската унија. А што е алтернативата ако не влеземе? Такво членство нас не ни треба затоа што е тоа понижување, не е членство. Знам, алтернативата е да се премиерот развива. уште 2008 го кажа тоа кај мене. Алтернативата е да се развива Македонија како што се развиваше во овие години. Македонија не да не пропадна, туку имаше одлични економски карактеристики во години кои што ги споменав на 3 кризи: светска економска криза, европска должничка криза, мигрантска или бегалска криза. Македонија секоја година имаше раст. Минатата година, мирна година, нула раст. Оваа година, бројка која што првпат вечерва ќе ја кажам, реализација на буџет за првите 5 месеци треба да имаат 40%. Имаат 13%. Значи, буџетот не може да го реализираат, што значи дека ние сериозно ќе се соочиме со сериозни фискални проблеми, да не можат плати и пензии да се поделат некаде до крајот на оваа година. Уште го трошат, јас зимницата ја велам, уште ја трошат зимницата од времето на ВМРО ДПМН во економијата, ама зимницата привршува. Она со што го плашеа народот е дека алтернатива нема. Ако не влеземе во ЕУ и НАТО, албанскиот фактор, албанците ќе се радикализираат, ќе имаме Илирида, ќе го имаме Дзидот, што го заговараше и го спомнуваше Љупчо Ѓоргиевски и така натаму. Видете, тоа е исто така дел од пропагандата. Па и Љупчо беше дел од пропаганда. Видете оваа дволичност на Заев и на Димитров. Од една страна зборуваат за добри односи со албанците, нели бара нивни гласови и така натака. Од друга страна ги користи како главно плашило за да си ги оправда своите неуспешни политики. За ваков договор да се потпише, нити албанците му се криви, нити албанските политички партии, нити никој. Тој си го потпиша договоров, тој ќе си го носи, оправдување нема. Иванов, ако не го потпише договорот за 24 сати, овие можат импичмент да му покренат, а и беше најавен, зависно од референдумот. Не може, значи, јас не знам како Заев не свеќа дека, јасно ми е, на Балкан политиката е малце така мачо, победникот зема се и така натака, ама јас не знам како не свеќа дека струмичкиве финти во Македонија не поминуваат. Не ќам струмичени да ги навредам, туку финтиве таму воопшто не што ги правил. Не му поминуваат финтиве. Нека направи импичмент, ај да видиме дали ќе собери пратеници. Што не поднесе вчера, завчера, ден тако го најави. Значи, во моментов, председател на државата, не затоа што е избран како предлог на ВМРО ДПМН. Мене ми беше и професор и многу го ценам, јас бев дел од неговата генерација на политички студии, на многу добра генерација. Председателот Иванов во моментов е единствениот човек кој што ја почитува заклетвата која што ја дал кога бил избран. А тоа е дека ќе го штити Уставот на Република Македонија. Тоа на овие кои што не го почитуваат Уставот им смета, но мислам дека ќе им се врати како бумеранг
и правна одговорност тие ќе носат, а не председателот Иванов. Господин Николовски, ја ви благодарам за гостувањето, ги исцрпев сите прашања и тука и некаде крајот на времето, бевме прилично обширни, ја ви благодарам заради тоа. Благодарам на поканата, задоволство беше. Мене ќе ми помогне во наредниот период овие детали кои ги изнесовте и ова со следните соговорници. Ми представува задоволство од име на телевизијата дека скоро сите поканети прифатија да дојдат, и премиерот Заев, господинот Геровски прифати во среда, ќе биде, знам дека тоа ќе биде доста интересно. И сакам да ги слушнам сите овие работи, а ќе ми помогнавте со тоа што ќе треба контрааргументи на ова што вие го изнесовте во емисија. Се надевам само да ги замолам, да ве замолам да ги замолите да читаат кога ќе ги даваат контрааргументите, не да измислуваат или не да можам даваат ја никого мислење. ништо да Еве јас натерам. ги замолувам. Так. Како што јас читав и тие да читаат, па да видиме кај и сме. го замолувам, мислам дека е пресериозна ситуацијава, ние имаме гледана емисија, платформата и не е важна, го поканувам и председателот Иванов, се уште чекам повратен одговор од него. Се надевам дека ќе гостува, ќе има што да каже сега. Ќе има што да каже, не заради мене емисијава, телевизијава, затоа што народот му треба. Ја ова заради нив и го правам. Уште еднаш благодарам за вашето гостување. Благодарам на поканата и поздрав до сите кои што не гледа и да не се разочаруваат. Имала Македонија тешки денови, има и сега, но ќе дојдат и подобри и посветли. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.